А сега ние дозволивме Грција да ни ја решава судбината на овој народ и на македонската нација. Само ќе споменам. Таа Европа прифати еден геноциден предлог на Грција за етничко чистење на Македонија на Версајската конференција. И молчи и денеска. Таа Грција, Европа прифати да ни се наметне, не знам, Лисабонска декларација, да ни се наметне привремена спогодба и не се согласувам со Блажи дека се работи за отварање на македонското прашање. Ова е клучен момент кога се работи за затварање на македонското прашање. А како затварање? Ако ние направиме отстапка по името, тогаш ние самите ќе прифатиме, да не речем, да не водам дотаму дека го прифаќаме некогаш Букурешки договор, еден, втори или трет. Дали тоа капитулација? Дозволете, туку дека ние прифаќаме, дека ние вештачка творба, создадена сега, и дека ние немаме идентитет, и утре јас сум сигурен дека грците нас ќе не вика горномакедонци или северномакедонци, како што досега не вика скопјани, и сигурно ќе продолжи и така. И најтрагично е, треба да се свати, секој отстапка, секој компромис ќе биде директен атак или ќе биде, ако прифатиме ние, само уништување, она што велиме ние синдром кај македонците на само уништување. А ова другото однадвор е духовна, културна, геноцидна агресија на македонскиот народ. Дали значи кај што има сила нема право или правда? Има. Има сила, има таму каде што некој не се брани. Не е точно така. Еве нека каже академик Кристевски, па јас како правник ќе кажам за силата. Вие ќе имате вие од историски аспект кажете го. Да го објасните, да. Но јас мислам прашањето денеска не е дојдено до таму да ја снема Македонија. Ако самата Македонија тоа не го дозволи. Ако нашата држава застане на своето историско име, не уставно име, уставите се менуваат, да се разбереме. Тоа е наше историско, генетско име. Ако дозволиме нашата политика и нашата држава, ако дозволи да се промени во каква и да е форма нашето име, тоа ќе представува автоматски промена на нашиот идентитет. Ние веќе нема да бидеме македонци. Ние веќе нема да имаме македонски јазик. Ние ќе бидеме без историја, бидејќи таа горна или долна не ќе има историја, не ќе има култура. Врз основа на што ќе постои државата? Овој народ може ли тоа да го голтне? Мислам дека нашите државници денеска мораат да имаат предвид за одговорноста пред овој народ. Одговорноста пред се. Многу е лесно да се прифаќаат советите наводно од Брисел или од Вашингтон. Не. Кога се работи за нашата кожа, овде се мисли и овде се действува и овде се решава. Без нас не можат да донесат решение. Беше време кога ние не бевме субјект и 13-та и 19-та година, кога не бевме субјект, други решаваа. Денеска сме ние субјект кој мора да учествува во решението. А какво ќе биде решението? Веќе рековме, сите ми се чини, зависи само од нас. И ако ние сме доследни и достојни на нашите претходници, кои со векови се бореа за македонска национална држава, и кога 44-та година се создаде таква, барем на еден дел од територијата на Македонија, може ли некој државник денеска да си дозволи таква слобода, да не речам дрскост, да подпишува какви и да е договори за елиминирање на македонското име и прифаќање на некое друго именување, што ќе не оддели не само од македонците во Грција, во Бугарија, во Албанија, во диаспората, нас во светот веќе ќе не дистанцираат. Ние нема да бидеме тоа што сме биле во историјата. Дали со тоа ќе се уништи биолошкиот код на македонците? Биолошкиот нема да се уништи, да се разберем. Биолошкиот си постои, ама ако не го именувате, се што нема име не постои, господин Томич. Само она што име постои. Ако ние сакаме
Да не снема, ќе бидеме безимени, како сега што сакаат некои со БРМ да бидеме. Во тоа е суштината. И тука не треба ние да разговараме за името. Се работи, ќе дозволиме ли да бидеме македонци или да не бидеме македонци. Да имаме историја и култура, да имаме јазик, и тоа да биде напишено во Обединетите нации како сите други народи и држави. Со нашето легитимно име. Тука е суштината на работите. И кога реков, одново се отвара македонското прашање, тоа е во некоја рака и добро, затоа што како да се подзаборавија тие работи, дека оваа Македонија е делена, дека ние сме само еден дел. Ние немаме претензии сега да јурниме тамо да ослободуваме. Меѓутоа, тоа треба да се знае. Оти од тоа произлегуваат сите овие реперкусии. Ние сме една целина. Зарем светот не знае за тоа? Светот знае. Светот добро знае.